Ова се настаните на денот. Предупредувањата за еколошка катастрофа на Охридското езеро, реални или пренагласен активизам за негова заштита. Двељади деца од семејства во социјален ризик на бесплатно летување во Струга. Охридско-Преспанскиот регион од денес подвршник. Израелската представа Нашиот клас ја надминува вечната тема за Холокаустот и го допира расизмот и предрасудите во целиот свет. Уапсени грк и бугарин за предизвикување на пожар во Грција, 90 на пожари се уште активни ширум земјата. Пред да започнеме со најавените содржини, да ја погледнеме временската прогноза. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Со топлотен бран од жолта алертна фаза, денеска е зафатен Охридско-Преспанскиот регион. Во Охрид максималната дневна температура се искачи до 34 степен Целзиусов. Беше измерена и висока вредност на ултравиолетовото зрачење со индекс 9. При вака силен индекс UV зраците можат да продрат низ чадорите за сонце, низ водата, па дури и низ тенката облека и да и наштетат на кожата. Во недела во централна, северозападна, северна и делови од источна Европа ќе биде нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици, а локално со услови за појава на невреме. Во останатите предели ќе биде претежно сончево и многу топло. Најтопло ќе биде на југ од континентот со температури од 34 до 39 степени во главните градови. Балканот ќе биде зафатен од топла воздушна маса од Африка, која што ќе услови сончево и многу топло време со дополнителен пораст на и така високите температури. Во недела сончево и многу топло со максимални дневни температури во интервал од 31 до 39 степени. Во Македонија во недела тропски ден ќе биде сончево и многу топло, максималните дневни температури ќе достигнат до 31, односно до 41 степен. УВ индексот со вредност 9. Во главниот град во недела тропски ден максималната дневна температура во Скопје ќе се искачи до 38 степен, УВ индексот со вредност 9. Во Охрид во недела ќе биде сончево и многу топло. Утринската температура од 17 степени, а максималната дневна до 35 степени. Висок УВ индекс со вредност 9. Од понеделник не очекуваат тропски денови со максимални температури до 36 степени Целзиусови. Жештините ќе започнуваат уште во утринските часови. Утринската во вторник и четврток ќе се искачи на високи 20 степени Целзиусови. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Регионална телевизија ТВМ. Следете не преку вашите провайдери, Инфел и Алтрасат 2000 во Охрид и Cable Call и Cable Net во Струга, а не има и на Макс ТВ. Хотел Тино Охрид, спа и велнес центар за совршена релаксација на телото и духот. Во незаборавен амбиент на населбата Свети Стефан уживајте во благодетите на сауна, парна бања, џакузи, фитнес центар, надворешен, внатрешен и детски базен. Убавина на вашето лице и тело со бројни масажи, козметички третмани, ексклузивни пакети, обучени кадри. Дневна карта за користење базени и спа центар е 750 денари. Резервации на телефон 046 209 340. Тино, спа и велнес. Ново инвитро оплодување во Охрид. ПЗУ Захариевски во соработка со врвни експерти од Европа. Сите испитувања бесплатно инвитро на едно место. Остварете ги вашите посакувања. Ве очекуваме.
Добар ден, го следите првото издание на Дневникот на ТВМ. Дали предупредувањата за еколошката катастрофа на Охридското езеро се реалност или само пренагласена желба за негова заштита? Во екот на најавите за урбанизација на повеќе делови од неговото крајбрежје, се погласна е експертската јавност, но и граѓанските иницијативи кои предупредуваат на штетните последици од идните планови за развој на градот. Дел од експертите пак смируваат, велат дека најреномираните домашни и меѓународни институции будно ги следат сите случувања кои го допираат Охридското езеро. Урбанизација на студенчишкото блато, изградба на хотели, нови плажи на крајбрежјето на Охридското езеро, загадувањето на реките, уништувањето на трската, експресниот пат кој треба да минува низ Националниот парк Галичица. Сите овие еколошки предизвици во последниот период ги вклучија алармите кај експертската јавност, но и кај граѓаните, дека нешто мора да се превземе за да се спречи евентуалната деградација на најважниот екосистем во државата. Во обидот да се привлече вниманието не само на домашната, туку и меѓународната експертска јавност кон овие исклучително важни прашања за Охрид, но и светот, се погласни се и граѓанските иницијативи со еколошка позадина кои алармираат за можните негативни последици од најавените проекти. Професор доктор Трајче Талевски, долгогодишен стручен работник во Хидробиолошкиот институт од Охрид и представник од граѓанската иницијатива Охрид СОС, кои беа особено гласни по однос на еколошките прашања поврзани со Охридското езеро и студенчишкото блато, вели дека опасност од деградација на истите е присутна и реална. Да, мислам дека Охридското езеро се наоѓа пред еколошка катастрофа и ако не се направат чекори за спречување на ваквото атакување на крајбрежјето, мислам дека за скоро време Охридско езеро ќе ја изгуби убавината и ќе го изгуби оној статус на природна реткост. Преди тоа што сите делувања на крајбрежјето се одразуваат и на растителните и животинскиот свет во водата. А она што е најзначајно за езерото се наоѓа некаде баш во приобалниот регион, односно некаде од 0 до 10 метри длабочина, тука и целата флора и фауна која што е ендемична и по тоа е всушност и Охрид и познат, мислам Охридското езеро. Дејан Пановски, представник од билатералниот секретаријат за заштита на Охридското езеро, кој 16 години работи на прашањето на заштита на езерото и целиот римски басен, вели дека пресилни се изјавите дека езерото поради сите овие најавени проекти се наоѓа пред еколошка катастрофа. Она што треба да се случува, а не се случува е една заедничка кохезија на сите тие ставови и мислења, затоа што се соочуваме со некои артикулации дека езерото било пред катастрофа, дека никој ништо не се грижал за езерото, што не се точни. И со такви квалификации нормално не можете да излезете во меѓународна поддршка, затоа што меѓународните организации, посебно УНЕСКО, е секојдневно инволвирана во процесите кои што се за заштита на Охридското езеро, во проектите од инфраструктурен карактер кои што се планирани да се случат и секојдневно таа комуникација ја обезбедува информираноста за реалната состојба. Поддршката и постојаниот мониторинг од страна на УНЕСКО, проектите за управување со Римскиот басен, соработката со германското друштво за соработка ГИС, според Пановски се е еден од гарантите за зачувување на езерото во својата целовитост. Потенцира дека многу е важно утврдување на она што е реална состојба во езерото и излегување со еколошки аргументи во обидот да се заштити истото. Професор доктор Талевски се сложува со констатацијата дека легислативата постои, но смета дека истата воопшто или многу малку се спроведува. Во изминатиот период, како граѓанска иницијатива за заштита на Охридското езеро, тие својата поддршка ја добиле од бројни меѓународни релевантни институции и експерти, вклучително и поддршката од Меѓународното лимнолошко здружение. Председателот Ив Прери смета дека токму официјалните институции кои треба да работат на заштита на езерото се тие кои треба да го подигнат гласот, а според него иронијата да биде поголема, во моментот најгласен е токму граѓанскиот сектор. За Пановски пак, токму тоа е секторот чија што поддршка години наназад ја немало. Заедничка е констатацијата дека овие еколошки прашања мора да бидат разгледувани на заедничка маса, а соработката помеѓу официјалните институции и граѓанскиот сектор да биде на највисоко можно ниво, како би можело да се обезбеди заштита на секое парче природна реткост со кое располагаме.
Охридско-Преспанскиот регион денеска под Вршник живата во термометрите над 35 степени, а нивото на УВ зрачењето опасно високо. Управата за хидрометеоролошки работи го уклучи метеоалармот. Топлотниот бран од утре ќе ја зафати целата држава со температури кои според метеоролозите ќе го надминат 40 степен Целзиусов. Со топлотен бран од жолта алертна фаза денеска е зафатен Охридско-Преспанскиот регион. Од утре до вторник се очекува територијата на цела држава да биде зафатена со температури до 40 степени Целзиусови. Граѓаните потребно е да ги почитуваат општите препораки за населението за заштита од високите температури, како што се заштита од директна сончева изложеност, избегнување престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот, консумирање лесна храна и течности, хигиена на раци и хигиенски начин на подготовка на храната и редовно земање на терапијата кај хронично болните лица, информира Министерството за здравство. Лекарите подсетуваат дека во текот на ваквите екстремно топли денови граѓаните треба да останат во затворени простории пред се климатизирани. При неопходен престој на отворен простор во овој период да се најде можност за почести одмори под сенка. Се препорачува да се носи светла и лесна облека, а при директна изложеност на сонце да се носат заштитни очила и капа. При сончење да се користи крема со висок заштитен фактор. Да се внесува помало количество храна, претежно овоше и зеленчук, а помалку масна храна. Да се внесуваат поголеми количества течности, најдобро обична вода за пиење, а да се избегнуваат алкохолните пијалаци. При влегување во возило, потребно е тоа одреден период да се проветри. Хронично болните лица редовно да ја земаат препишаната терапија во консултација со матичните лекари. Поради високите температури и зголемената можност за појава на труења со храна и цревни заразни заболувања, потребно е почитување на следните препораки. Задолжително миење на земјоделско-градинарски производи, свеж зеленчук и овошје пред нивната употреба. Термичка подготовка на храната и нејзино конзумирање во многу кус рок по подготовката. Ако таа не се направи, така подготвената храна да се стави во фрижидер на 8 степени, а пред употреба да се загрее на 100 степени. Граѓаните да избегнуваат производи кои термички не се обработени, како мајонези од домашни јајца, а внимателно да се конзумира сладолед и разни кремови. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска ги посети децата, летувалци во одморалиштето Мајски цвет. Детскиот џагор го оживеа ова одморалиште, каде престојуваат деца од семејства со социјален ризик, од семејства приматели на социјална парична помош, деца без материјална помош, деца без родители, како и деца со пречки во развојот во рамки на проектот за бесплатен одмор кој го спроведува владата на Македонија. Пристигна петата група деца во Струшкото одморалиште Мајски цвет. Како што кажа и самите, одлично биле згрижени во овој објект на Струшкото крајбрежје и се чувствувале среќни и задоволни. Прв пат доаѓам. Супер ми е, супер се чувствувам и супер е. Многу убаво. Па играме, сега ќе уште малце на плажа. Убаво. Убаво. Децата денеска ги посети и министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Тој нагласи дека на децата им обезбедуваат 7 дена бесплатно летување, каде тие се дружат, учат да пливат и поминуваат незаборавни моменти на Охридското крајбрежје. За ова лето обезбедивме 2000 дечиња да можат да искористат ова бесплатно услуга, да ги искористат поволностите од проектот за бесплатно летување. Обезбедени средства за реализација на ова бесплатно летување за 2000 деца од социјален ризик се во износ од 8 милиони денари. Проектот продолжува да се реализира до крајот на летото. Досега околу 1100 дечиња ова лето го имаат искористено овој проект и уште околу 900 ќе го искористат до крајот на летниот период. Проектот на владата за бесплатно летување добре дојде на и за нас, вели директорот на одморалиштето Мајски цвет Јован Пасковски. Додава задоволство да се гледа на смевката на децата кои кога еднаш ќе дојдат посакуваат повторно да бидат наши гости, бидејќи им нудиме солидни услови за одмор. На тие деца кои што престојат во нашиот објект, ние сме професионална организација, им организираме животот да им биде интересен, богат и разновиден. Така да за секои активности имаме одредени личности, во однос на спорт имаме инструктори, во однос на пливање имаме инструктори по пливање, така за неколку дена дечињата може да научат да пливаат, културно-забавен живот навечер. Во моментот
моментов во детското одмаралиште престојуваат 200 деца од повеќе градови од земјава. Заклучно со ова лето проектот за бесплатно летување на децата од семејства во социјален ризик кој се реализира од 2012 година досега го имаат искористено околу 11.000 деца. Неисцрпната тема на ужасите на Холокаустот вечерва на Охридско лето. Расизмот, предрасудите и лошите работи кои човек е способен да ги направи на друг, видени низ очите на двата израелски театри Хабима и Камери. Представата Нашиот клас е воедно и начинот на кој се одбележува 20 годишнината од дипломатските односи помеѓу Македонија и Израел. Судбината на евреите во едно мало село во Полска. Фикција како театарско дело, но реалност како историја. Вечерва видена низ очите на двата водечки израелски театри Хабима и Камери. Представата Нашиот клас и првото официјално гостување на овие два театри во земјава, но и воопшто надвор од Израел со оваа представа е по повод одбележувањето на 20 годишнината од дипломатските односи помеѓу Македонија и Израел. Ќе бидам краток. Синоќа бев до доцна во предворието на Света Софија да слушнам дел од пробата. Не треба да ја пропуштите, навистина е прекрасна представа. Двата водечи израелски театри настапуваат тука во Македонија и се звезди на театарот во Израел, но тоа е со една убава и значајна представа. Голема чест е за мене да бидам дел од организирањето на оваа представа не само во Охрид, туку и во Битола и Скопје. Директорот на Камери театарот, Ноам Семел, вели дека голема чест е за двете театарски екипи што се тука во Охрид и што за прв пат ја играат оваа представа надвор од границите на Израел. Откако пристигнавме завчера, навистина сме возбудени што сме овде. Возбудени сме поради 4 причини. Ова е прв пат израелски театар да настапува во Охрид, во Македонија на хебрејски јазик. Второ, ова е прв пат оваа продукција Хабима, Националниот театар и Камери театарот со оваа представа да настапи надвор од Израел. Третата причина е што разбравме последувањето тука е дека најголемиот дел од еврејската заедница во Македонија е исчезната, а четврта причина што ја играме оваа представа напишана од полски писател, а режирана од израелски режисер е што вечерашниот настап сакаме да биде една запалена свеќа на сеќавање на еврејската заедница која била протерана од Македонија. Представата, според режисерот Ханан Снир, иако обработува сериозна и мрачна тема, сепак е лесна за гледање. Оваа представа не е само представа за Холокаустот, ниту за евреите она што им се случило на евреите во Европа или било каде. Оваа представа е за расизмот, за предрасудите и за фактот дека нормални луѓе кои се осудуваат да направат вакви нечовечки дела на луѓе кои им се блиски, кои се нивни соседи. Представата Нашиот клас се базира на книгата на еден полски историчар наречена Соседи. Представата Нашиот клас ја раскажува приказната за едно мало село во Полска за време на Втората светска војна, во кое половината од жителите биле евреи, а половината пољаци, и за тоа како до вчерашните соседи и пријатели во еден момент понесени од толпата се способни да направат вистински ужаси на своите довчерашни соседи. Нашиот клас се игра вечерва во предворието на црквата Света Софија со почеток од 21 часот. Над 100 луѓе, меѓу кои деца, загинаа при експлозија на автомобил бомба натоварен со 3 тони експлозив кој бил активиран на препон пазар во Ирак за време на славење на Рамазан Бајрам. Грк и еден бугарски државјанин уапстени за предизвикување пожари во Грција. Во земјата се уште горат 59 шумски и 99 пожари во урбаните области. 25-годишниот возач на Формула 1 Жил Бјанки почина синоќа. Британскиот таблоид Сан објави фотографија од 1933 година на кој се гледа како британската кралица Елизабета II е во став на нацистичкиот поздрав. Над 100 луѓе, меѓу кои деца, загинаа при експлозија на автомобил бомба која била поставена во преполн пазар во Ирак. Од силната експлозија срамнети со земја биле неколку згради во ирачкиот град Кан Бани Сад, кој се наоѓа на 30 километри од Багдад за време на прославата на големиот празник Рамазан Бајрам. ИСИС ја презеде одговорноста за нападот и соопшти дека автомобилот бил управуван од бомбаш самоубиец и бил натоварен со 3 тони експлозив. Спасувачките екипи се уште извлекуваат тела од подурнатините и се очекува конечната бројка на загинати да се зголеми.
Повеќе од 400 луѓе се повредени во судир на 2 метроа во Јоханесбург. Од Јужноафриканската служба за вонредни ситуации објавија дека се хоспитализирани 426 лица чии повреди се рангирани од лесни до сериозни. За сега нема информации за загинати луѓе. Спасувачките екипи се уште трагаат по патници кои евентуално се заробени во вагоните. Несреќата се случила кога метрото вртело и најверојатно излетало од шините и удрило во возот кој не се движал. Грчката полиција денеска во Атина уапси 20 мажи на возраст од 67, односно 58 години, од кои едниот грк, а другиот бугарски државјанин, под сомнение дека предизвикале шумски пожар кој се прошири кон североисточните предградија на главниот град на Грција. Денеска се уште гори на островот Пелопонес во близина на пристаништето Неаполи, а избувна пожари на островот Скирос. Пожарникарските екипи во Грција продолжуваат со гаснење на 59 шумски и 99 пожари во урбаните области. Грчките власти предупредуваат дека поради силните ветрови голема е опасноста од избунување на нови пожари. Грчките власти се обратија кон земјите членки на Европската унија за помош во борбата со пожарите. Францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казњов изјави дека денеска ќе испрати 3 канадери за Грција. Шумскиот пожар пак кој вчера зафати Калифорнија се прошири преку автопатот во планините при што уништи 20 возила. За сега нема информации за повредени луѓе. На автопатот има од 50 до 70 напуштени автомобили, а неколку ленти се затворени поради што настана сообраќаен застој. Поради влијанието на жешките пустински ветрови, огнот избил долуж главниот автопат меѓу Јужна Калифорнија и Лас Вегас. Францускиот возач на Формула 1 Жил Бјанки почина синоќа на 25 годишна возраст во болницата во Ница, каде помина 9 месеци во борба за живот. Тој возејќи за Маруси во октомври минатата година во трката за јапонското Гран При во Сузука, изгуби контрола над возилото и со голема брзина удри во кран кој се наоѓаше во близина на патеката. Неговото семејство во раните утрински часови соопшти дека Жил починал. Тој се бореше до крај како што секогаш го правеше, но денеска ја изгуби битката. Болката која чувствуваме не се опишува, се вели во соопштението на семејството на Жил Бјанки. Бакингемската палата изразила разочарување поради тоа што британскиот таблоид Сан објавил фотографија од далечната 1933 година на кој се гледа дека тогашната принцеза, а сега британската кралица Елизабета II, е во став на нацистичкиот поздрав. Насловната страница на таблоидот Сан ја покажува кралицата која на фотографијата има само 6 години, како отпоздравува во стилот на нацистичкиот поздрав, исто како и незината мајка, покојната кралица, мајка на Британија, пренесува агенцијата Associated Прес. Фотографијата што протече во јавност потекнува од личната архива на кралицата Елизабета II. Се чини дека луѓето на фотографијата, вклучувајќи и кралицата Елизабета, кралицата мајка и принцезата Маргарет, од страна ги поттикнува да го направат нацистичкиот поздрав војкото на Елизабета II, кралот Едвард VIII. Извори од палатата инсистираат на тоа дека кралицата не можела да биде запознаена со значењето на тој гест со оглед на тоа што била дете, но дека тие фотографии би можеле да предизвикаат голем скандал за 89 годишната британска кралица. И со оваа информација го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.